Добре дојдовте на ТВ каналот Откритија Discoveries. Денес е четврток, 23 февруари 2023 година. Слушате емисија посветена на озбилни прашања против неправдите во сите области. Откритија решенија. Секој четврток во 20 часот во живо. Денешната тема е отпорот на народот против Трета светска војна. На медиумите, молк за антивоените движења во западниот свет, за потребниот крај на политичките елити и поредоци кои континуирано го уништуваат светот и човештвото. Дали демократскиот свет е на патот да се избори за опстојот на човештвото, мирот и ослободување од наметнатите геноцидни агенди и политики? И која е основата и носителот на тие промени? И најнови вести од Австралија за одржаната конференција, всушност конференции, во Мелбурн и другите градови ширум Австралија, за ефектите и за смртоноста од COVID вакцините. Препорачувам да не слушате до крај. Сето ова на ТВ каналот Откритија Discoveries, на YouTube со мене Силвана Павловска и со Ана Бобинкова Мијаковска од Македонија. Добро вечер, Ана. Добро вечер. Ова е првиот истражувачко, творечки, генетички, продлабочен, интернет отворен ТВ канал продукција Откритија Discoveries, надеж за иднината. Како што реков, можете да не следите на YouTube, но исто така можете да не следите на Telegram, на BitChute, на Rumble и можете по имейл да се обратите ако имате некакви прашања на откритијадiscoveries@gmail.com. Тоа беше нашиот увод и уште еднаш добре дојдовте на оваа програма. Мене ми е чест да ја водам оваа програма, јас се наоѓам во Мелбурн, Австралија и ве поздравувам од Мелбурн, Австралија, сите вас во Македонија, а и во сите други земји каде што сте во светот. Како што веќе пратиме, во светот се одржуваат многу протести и маршови. Народот во Америка, во Канада, во Европа и други земји е мощно загрижен од настаните што се одвиваат поврзани со Соединетите Американски држави и НАТО против Руската Федерација. Деновиве дознавме од Сеймур Херш, реномиран и искусен независен новинар, истражувачки новинар, кој со докази пишува дека Nord Stream го бомбардирале американците со поддршка на Норвешка и Данска. Денес е закажана конференција по ова прашање. Конференцијата ја организираат Институтот Шила и Ларуш организацијата. На конференцијата ќе говорат полковникот во пензија Ралф Босхарт од Швајцарија, Рей Макгавен, поранешен аналитичар на ЦИА, знаеме кои се ЦИА, нели? И еден од два основачи на организацијата наречена Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Исто така ќе има и говорник од Франција, тој е воен стручњак, како и господјата Хелга Зеп Ларуш, основач на Институтот Шила и председавач на Burgersbewegung, тоа е долго име на германски, Солидаритат. Предпоставам дека тоа е политичка партија во Германија. Темата на конференцијата преку Zoom апликацијата е Investigate Nord Stream Revelations. Stop Nuclear World War 3. Уништувањето на Nord Stream е дејство на војна, рече Скот Рита, поранешен разузнувач од ЦИА. Ова е итен состанок на кој учесуваат стручњаци и бараат одговорност од сите странки, тоест. Најдобар начин за прекин на оваа војна е да се бара целосна истрага
на материјалот објавен од новинарот Сеймуел Хеш на 8 февруари оваа година, насловен "Како Америка ја струши или ја уништи Nord Stream цевката". Ова е еден од најважните потези кои можеме да ги превземеме со цел да се тргне кон дипломатско решение и прекини нагонот на војна. Толку сме блиску до војна, вели Скот. Рита, Трета светска војна и нешто било што ќе ја прекини таа динамика е супер итна работа. Сеймуел Хеш е најстариот и најискусниот истражувачки новинар во Соединетите Американски држави, со чиста кариера, значи нема никакви црни дамки во неговата кариера, дури од 1972 година, тој е во години човек, кога направи експозе на масакрот на Меј Лај, извршена од трупите на Соединетите Американски држави во Виетнам. Во неговиот извештај Хеш во детајли го опишува процесот на бомбардирањето на гасоводната цевка Nord Stream. Истрага е неопходна со цел да се обезбеди мир во светот. Минатата недела во Вашингтон се одржа голем протест против војната. Исто така протести се одржаа и во други градови ширум Соединетите Американски држави, Европа, Канада и други земји. Луѓето се мощно загрижени на секаде во светот околу настаните што се случуваат, првин се случуваа во Украина и воената операција на Руската Федерација да ги прекини тие злосторства вршени врз народот што е руски народ во склоп на државата Украина. Видовме дека тие нивната операција извршија успешно и народот имаше шанса да гласа и да одбери да биде дел од Руската Федерација. Меѓутоа, на некои им тоа не им одговара, како на пример на Соединетите Американски држави, на нивниот председател Бајден, не му одговара, нити им одговара на тие што се во НАТО или North Atlantic и така натаму, нели? Таа организација што всушност не би требало да постои, меѓутоа се уште постои. И сега се случи тој инцидент кога Америка го уништи тој гасовод Nord Stream и заради тоа се бара подитно да престани таа војна. И тие протести, тие маршови што почнаа во Вашингтон, и тоа на многу важен ден, денот на председателот, посветен на председателот пред Линколн Меморијал, веројатно гледавте слики на вести, независни, мислам, медии, околу тоа колку народ имало и се бара да се престани со сегашната состојба, затоа што тоа не е во корист на народот. Гледаме што се случува во Америка со нивните прашања поврзани околу имиграција. Доста народ е дозволено да влези од други земји во Америка без да биде процесуиран. Меѓу нив има доста криминалци и така натаму. После проблемот со економијата, со скапотијата, со инфлацијата, со невработеноста, со многу проблеми во општеството се соочува американскиот народ. И затоа нив им е дојдено преку глава и со помош на луѓе кои што се во политиката и овие кои што се од Шила институтот и Ларуш организацијата, организирано и заедно, да спомнам исто Дајан Сеја, која е кандидат за во Сенатот, тие се организираат за да можат на еден организиран начин да го изразат нивното незадоволство на народот и да бараат да на некаков начин, на било каков начин, како што пишува во оваа вест што ви ја прочитав јас, што ја составив денеска, да се најдат решенија, дипломатски решенија, нели, да не се дозволи да некој си игра со некакви копчиња и притиска да се, нели, изврши некаква нуклеарна
војна. Тоа секако дека не е пожелно. Колку се нашите запознати со оваа тема, Ана, во Македонија? Дали ги пратат овие работи? Генерално сметам дека нема доволен увид или народот, сите кои што живееме во Македонија, ако се суди по овие главни национални медиуми од сите видови, или електронски тука спаѓаат и пишани, особено телевизиите, не може ништо да се види во однос на сите ова што многу убаво го представивте и го прикажавте. Од друга страна, веќе ние гледаме или на алтернативните начини и медиуми на кои што се споделуваат многу важни информации висти за тоа што се случува во светот. Таму да, оние кои што трагаат по вистината, секако дека сме информирани. Меѓутоа, треба повеќе во јавноста да се прошират таквите информации, затоа што нели во современото доба, ова кој што ние го живееме, информацијата е моќ, ја има моќта, и кој владе или управува или ги има информациите, може да постапува согласно истите. Во оваа смисла зборувам од аспект и од позиција на народ, како дел од тој народ, што се чувствувам и јас во една држава, и кој што има право да ја знае вистината, за да може да си го заштити својот опстој и се она што треба да го прави еден суверен. Бидејќи се изместени тие односи, значи во сите држави, да кажеме, во современото доба, и се владее со народот, а не дека суверенот и народот е слободен да се одлучува за својот живот, за својата татковина и за својот развој. Тука особено доаѓа до израз дека се уште се користат медиумите во држење на заложниство на самиот суверен, да не е слободен, да не може понатаму од она што му се нуди во државата во кое што нели заеднички, во заедништво го прави официјалната власт преку органите на државата и сите институции, и тоа се пренесува и во меѓународните односи. Со оваа информација која што нели не е доволно меѓу популацијата присутна, гледаме дека таа вештачка поделба што се прави во светот, на исток, на запад, и намерно нели конфронтирањето на тие два света кои што се спротивставени, веќе почнува да се распаѓа самата таа слика што треба нели пред сите нас да ја гледаме и да навиваме. Дека тие вештачки поделби се всушност повторно во функција на одржување на тие едни малобројни елити политички кои што владеат со светот, и таа слика што тие ни ја нудат воопшто не одговара на реалноста, на самиот свет, начинот на кој што тој постои, на кој што сите ние во тој свет сме создадени, постоиме, си го бараме своето место под сонцето. И намерно конфронтирањето на народите, на државите, па и во тие големи блокови што постоја во времето на студената војна, а сега гледаме дека истиот модел се применува со тоа што, значи се оди кон тоа нели биполарниот свет што беше, и каде што има тенденции нели да стане мултиполарен, сега се наметнува уште повеќе и позасилено
да тој стане еднополарен, значи во кој што ќе владее еден хегемон, една сила и ќе ги покори сите други. Тоа Да. не одговара на реалноста и секако дека никој не сака да биде подчинет и секогаш ќе биде актуелна и жива таа идеја борба за слобода, нели, за ослободување од робство, од империализам и така натаму, Да. и за поинакво уредување на светот. Значи, овдека во Македонија ние имаме многу еднодимензионална, како да речеме, слика, која што е многу приземна. Дури и овие нешта во глобалниот свет кои што се случуваат, значи, не му се достапни, што велиме, еве, како што рековме, како информација на граѓанинот, па самиот тој да создаде, нели, своја мисла, да има свој став за тоа што се случува, а тоа се должни да го направат особено медиумите. Значи, точно на темено, објективно, вистинито информирање. Овдека ние по цел ден слушаме како едната партија владеачка или другата или третите кои што се таму, кои што рекол, како рекол во изминатите 30 години, што направил, како направил, а сите истото го прават, значи нема никакво подобрување и не постои никаква ништо надвор од таа рамка во која што ние сме осудени секојдневно да го преживуваме истото, а кое што, нели, кога би се свртело поинаку перспективата или од опачината, нели, сето тоа да се види, тие се длабоко, значи, заговорници и соучесници во еден опасен експеримент, геноцид, уништување на се што е човечко, на се што е демократско, пред се, затоа што Македонија во моментот важи за една уредување парламентарна демократија, каде што нема ни Д од демократија, ни П од парламентарност, уште повеќе од сите оние вредности што тие треба да ги развиваат и да со тие вредности да едноставно комуницираат и се надпреваруваат ако треба на таа глобална општествено-политичка, научна и секаква сцена. Значи, овдека е нешто со кое што ние се бориме, значи се уште не сме се избориле, но уште повеќе представува предизвик за нас, сето тоа да го едноставно анулираме, затоа што тоа е спротивно на секое и основното човеково право на човекот и на македонецот во 21 век. Точно. Да додадам јас дека во западниот свет тој еднополарен систем го нарекуваат како rule-based system, значи каде правилото владее, нели, каде слободите владеат, каде демократијата владее. Меѓутоа, нема ништо од тоа, ни во западните земји. Тоа е сето базирано врз лаги, нели? И злоупотреба е на демократијата. И рековте, Македонија е еден експеримент. Дали сака нашиот народ да биде дел од тој експеримент? Мислам... Не, воопшто не, само што не може, дури се плашат луѓето да го изразат тој свој став, дека не сака да бидат ни дел од експеримент, ниту понатаму било што да се врши над нив, затоа што гледаме на кој начин се владее со насилие. Точно така. Овдека исто насилството е многу присутно, како и гледаме и низ светот, со насилни методи сака да се почини да се заќута самиот народ и суверенот. Сите тие вредности, традиции, обичаи, верата, гледаме што се случува со Македонската православна црква, нели? Тоа е неверојатно. Добиваме тоа од ваму, бараме признание од
од Да. Омеј, од не знам кој таму, од србите, од румунците, од Господе Боже, поможи им на овие што не можат Така. не Така. самите луѓе што се во синодот, еве како пример сега, на чело им е господин Стефан, ние имаме почит кон него, меѓутоа треба да се моли тој в црква, да бара милост и мудрост, затоа што народот го смета него како, нели, како поглавар, како учител, како да речам, нели, нашата вера, тоа лице што треба да ги предводи на добар пат, а не политики да води и да коленичи на оние што се во Цариград, знаеме кои се тие во Цариград, и тој договор подпишан меѓу Турција и не знам што таму, која беше таа држава, за тоа, нели, нашиот народ е нема права и нема ни црква, затоа што секогаш се чека на некои други да ни дадат нешто. Не, мили мои македонци, нема чекање. Треба да се превземи судбината на нашиот народ, нашата татковина во наши раце. Не американците на калето, тие ќе се симнат. Како што се качиле на калето, има и да се симнат, и тоа многу брзо ќе се симнат и ќе заминат, каде што сакаат да заминат, надвор од Македонија. Така да, се е тоа можно. И сега, ова време како никогаш досега, еве, нашава генерација, Ана, и дури и нашите родители, нели, кои што може би биле мали кога се случувала Втората светска војна, а може би и не биле, не можат да сватат ова што се случува, дека ни се случува. Ни се случува и има причини зошто се случува. Јас секогаш гледам позитивната страна, Ана, дека ова ни е сега прилика за да можеме ние да застанеме простум и тоа здраво на нозе и да, ако треба, не само еден протест или штрајк во градот преку еден викенд, ма постојано треба, како оној пат кога имаше, нели, протести. Постојано, и тоа нешто ќе се случува и во другите земји и градови во светот. Така да македонците можат да бидат дел од сето тоа, нели, да им се придружат на овие сиромави, јас ги викам, ми е жал за американците, оти не се тие криви. Криви е нивната длабока земја и оние што се во разузнувачките структури на Америка, нели? Народот не е крив, народот пати, исто пати како што... Исто како во секоја држава, да. Сега, продолжите, да. Да, па тоа сакав да кажам, колку е тоа далеко од суштината, од вистината на секој миг што овде ние на земјата и во светот и секој во својата земја го живееме. И колку е тоа едноставно кога ќе дојде, нели, моментот кога ќе излезат на виделина сите тие, нели, црнила, недозволености што се прават, како со вакцината, нели, што беше, тогаш сите веќе гледаат, нели, дури некој може се покајува или пак некој само така елегантно ја свртува позицијата. Бил тогаш, нели, ригидно, стриктно, одлучно за вакцина, а кога светот се врти, нели, се променува состојбата и сликата, кога излегуваат на виделина фактите, тогаш веднаш, пак уште погласно се завзема на спротивната страна. Значи, тоа е присутно на секое поле. Гледаме и денеска исто и во академијата, еве да спомнам, имаше годишно собрание во Македонската академија на науки и уметностите, каде што во своето обраќање председателот на академијата Љупчо Коцарев
Децидно, значи, ставот го изјасни, значи, својот личен, меѓутоа како председател на Македонската академија на науките, дека овие два договори, што ние цело време ги оспоруваме, не ги признаваме ништо, ни така натаму народот, нели, не ги прифати никогаш и нема да ги прифати, дека се геноцидни, дека Тој се... така рече. Да, од самата говорница на Македонската академија на уметности и слушнаме после тоа аплауз од членовите на академијата, значи што пред 4 години не беше случај, затоа што таква беше, нели, агендата што требаше да ја едноставно одобри, да ја спроведува и самата Ману. Меѓутоа, работите, сакале ни или не, се менуваат затоа што тоа е природниот начин и пат. Значи, вистината, на вистина не може да се сокрива. Може да се оправат обиди, да се сокрие или нешто да се уништи. Меѓутоа, самата таа не е подложна на било какво уништување. Значи, тука е нашата наде, што велите, ние секогаш позитивно треба од сето ова да излеземе уште подобри, уште поспремни да се бориме за тоа што треба, значи, како луѓе и како граѓани на секое поле. Така што овдека тие процеси, како и во светот, гледаме дека немам долго време да се одржат, затоа што денеска со моќта и на интернетот, што и тоа е контролиран. Меѓутоа, сепак не може, како во минатото, да биде нешто недостапно. Значи, луѓето се информираат, има разни начини на кои што може да се информира во овој момент. Така исто и со овој протест што беше, јас го проследив целиот. Преносот, значи, тоа беше на такво ниво, едно високо поставено, не беше како протест, тоа беше како еден висок граѓански, академски, медиумски начин или перформанс на искажување на едни јасни ставови од луѓе американци, значи од американскиот народ, кои што има своји луѓе, кои што застануваат зад него, се борат за вистината. Од нивните усти беа кажани точно, значи, точните проценки, односно вистината за тоа каква е ова војна што се води во Украина, дека тоа ја води Америка, против својот народ, го сиромашува својот народ, својата земја, праќа огромни пари од американскиот народ соберени и тие се против тоа. Значи, прво, тие средства наместо за војна таква безсмислена, да се насочат за развој на државата, за потребите на луѓето, каде што исто има од најниски, како да речем, социјални случаи по улици, луѓе што живеат, што спијат и така натаму, а од друга страна, дека е тотално погрешно уништувањето војната како начин за справување со нешто. И дека тие сакаат да се пријатели со рускиот народ. Значи, децидно јасно кажана е волјата на народот, тој ден што зборуваше точно пред меморијалот на Линколн и потоа маршира, значи, една голема маса на луѓе, слободолюбиви, значи, граѓани, јас ги гледав, таму имаше во тие организации и некои од, да речеме условно, како кај нас, значи, партии политички помали или од трети, што не се воопшто ниво демократи, ниво републиканци, има доста од тој и либертаријански дел. Меѓутоа, вистински либертаријански, значи суштествено, за суштествени вредности, каде што највисока вредност е слободата, значи да живееш слободно, не попречуван од никого, што е и основно човеково право. И тие
и заедно со други, значи непрофитни и тие што се организации надпартиски и така натаму и индивидуалци, кога маршира, се гледаше дека тоа е тој вистинскиот, обичниот народ што има чувство за моментот, за вистината, за човечноста, за се што во овој свет едноставно ни се невозможува. А тоа е нешто што сите треба да го застапуваме, да го афирмираме и да си го овозможиме во нашите живења, значи во местата каде што живееме. Таму тоа беше многу убаво да се види, значи ги има тие говори, може секој да погледне, иако мислам сега без преводи, ако никој не разбира, меѓутоа се гледа самата атмосфера на толку достоинствен начин и бара запретеа војната, не повеќе војна, значи да престанат овие уништувања. И тој бран, значи го гледаме, кај нас исто се случува, ние сме мирољубив народ, секогаш сме биле меѓу, нели, што кажа поранишниот секретар на департмент на департментот Џон Кери, дека Македонија на линија на огнот. Меѓутоа, ние уште тогаш со нашето меѓународно движење за хуманизирање на човештвото од 2018 година што го поведовме, испративме на порака, дури петиција оди за тоа, ќе објасниме подоцна или во друга прилика, дека Македонија не треба да биде воопшто на линијата на огнот, туку да се создаваат предуслови за мир, за соработка, значи меѓу народите и па и меѓу цивилизациите, ако веќе нели е дојдено до тој судер и така натаму, и да оди човештвото по нагорна линија. Значи, тоа е нашата мисија како на луѓе, дури и со заложба за хуманизирање на човештвото, што е сосема спротивна, антипод на ова што се случува, мислам, со уништување и со оправдување, нели, да водење војни. Да, добро, вие значи дознавте со самата таја изјава на тоа лице, секретарот на State Department, дека тие Македонија ја сметаат како место каде што треба да се водат војни, нели? Тие сакаат војна да водат на почвата на самата татковина Македонија. Да, така е јасно. Нема тука, слушаме, мислам, медиуми што се од Македонија и таму се користи зборот партнери. Америка е партнер на Австралија. Луѓе, каков партнер? Америка не е партнер. Овие State Department, intelligence организациите што се и воените организации и длабоката држава нема тука партнер. Тие сакаат војна и готово. Од војната ќе заработат пари, помалку луѓе ќе има на светот, ќе им се исполнат неколку задачи, нели, ќе вршат контрола врз самиот свет. Сакам да додадам, да се надоврзам на ова што го кажувавте за протестот или собирот, огромниот собир во Вашингтон минатата недела, Ана. Народот демолизиран, нели, во Америка, излезе да го изрази своето огорчување и барање дури, дека повеќе не сакаат да живеат начинот на кој што им се нели. И дека велат дека наместо да се испраќаат огромни суми пари, долари, милиарди, не знам колку сега, нели, Сенатот сето тоа одобрува под притисок на овие разузнувачки организации, тие пари можат да се инвестираат во градење на инфраструктура. И тука се споменува исто дека, сега ќе ви прочитам, БРИКС, например, мултиполарниот порадок, кој што беше започнат, нели, пред неколку години, каде што членки на тој мултиполарен поредок се Русија, Кина, Индија, Бразил, слушам дека повеќето држави во Африка се исто членки на БРИК, нели? Сега произведуваат повеќе од 70%
од кјумурот, што е? Кјумурот во светот. World's coal. 70% of the coal. После тоа, повеќе од 70% од железото се произведува во овие земји и повеќе од 53% од пшеницата се произведува во овие земји. И тоа е таа реалност, нели? Овој е поларен систем или rules-based order, што потекува од Велика Британија, нели, и банките што се во Лондон и во, како ги вика, во Нью Йорк, оваа што е Reserve Bank, Federal Reserve Bank, како и Ватикан и така натаму, да не одиме во детали, нив не им одговара тоа. Тие се научени да биде или понивно, или, нели, ќе водат војни. Баш си најдоа со кого да водат војна со Русија, нели? Додека народот американски ја сака Русија. Така е, да, значи од самиот тогашен протест супер голем што беше 6 часа траеше, значи целиот ден фактички посветен на тоа можеше на сечија лице да се види дека ние сме пријатели со Русија, не сакаме војна, сакаме да заедно, значи да сме близко, да сме побрзани. Значи немаше ништо што беше насочено негативно или некоја причина. Нема причина за ова што се случува. И дека главен виновник, мислам што сите го знаеме, меѓутоа тоа да го каже самиот американец, американскиот човек, дека главниот виновник за војната во Украина се САД, значи нивната влада, тие што се властите во Соединетите Американски држави и точно, значи таа е вистината дека тие го испровоцирале, довеле до таа состојба, се уште ја помагаат војната во име нели на нешто загрозување што не постои такво загрозување, затоа што никогаш не дошло наваму, туку обратни биле тие водења војни, нели, се повеќе на истокот и точно заради потребата и искористување на овие природни ресурси. Меѓутоа, за мене е тоа многу, како да речам, апсурдно е, значи многу е примитивен тој начин, бидејќи со соработка помеѓу народите, како што било и многу векови, миленуми пред нас, и тогаш живееле луѓето, и тогаш соработувале, се среќавале, и тогаш ресурси, нели, се тргувало, се разменувало. Значи, каков е тој примитивизам, место во пријателски односи, да можеш да си обезбедиш тоа што го немаш, па ти ке нешто ке, нели, од твоите ресурси со кои што не располага другиот, па таква размена ќе се направи на мирен начин, без војна. Значи, во што е поентата? Значи, постои ли смисла за водење војна на овој начин, без да е одбранбена, без некој да те загрози, туку да бидеш агресор, да сакаш си да му го земеш на другиот, да го уништиш, а можеш тоа да го добиеш на многу подобар, на најдобар начин. Значи, еве и со цевката што велиме, нели, гасоводот, што го невозможија. Значи, тие се корисници, тие, за нив е таа цевка од Русија спроведена, за тие да го користат гасот. Тие имаат потреба и сега некој монструозен ум, дали е Бајденовиот или не знам кој, но секако дека тој не е вистинскиот представник на Америка и на американскиот народ, на неговата волја и потребе, се мислил како да се прави, демек, некоја причина или со нешто да се предизвикува уште поголемо заострување, уште поголеми некои воени, како да речам, акции таму натаму, што може еве точно и во нашата најава да доведе до Трета светска војна. Гледаме дека вчера во говорот што го одржа, или обраќањето на Путин до својата народ, нација, се откажа од взаемниот договор за нуклеарно, нели, вооружување, во смисла да не може, нели,
над сето тоа доколку нешто се случува, да не може да дојде до опасност од нуклеарен напад или војна. Значи, Русија сега сака да го напушти тој договор. И што може да се случи? Значи, тие не размислуваат државнички, особено нели американскиот естаблишмент, така да кажам, тие што ја поддржуваат оваа војна во Украина, а зашто ја поддржуваат? За да ја уништат прво самата Украина, што как нам ни се случило нели во балканските војни и после и во другите војни, Македонија ја немаше, наместо да бидеш едноставно присутна во светот со тоа што си, затоа што многу придобивки ти можеш да дадеш и секој во овој свет од својата култура, значи она што тој го има создадено и го прави за човештвото, така нас сега ќе уништат Украина, таму ќе си разменат кои што повеќе добивки има од сето тоа профити. Тие веќе ги продале, тие што се. Да, точно. Продале големите фирми на приватњаци. Тоа е веќе продано. Така, место во соработка, да си ја градиме благосостојбата на секој, како што ова спомнате од БРИКС, значи таму и од Африка, и сега гледаме дека се сојузуваат, имаше изјава и на кинескиот председател, дека доколку нели се заострат нападите и така натаму на Русија, односно што ги загрозува и другите земји од азискиот континент, источниот свет, дека тие донеле нели склучиле договор за соработка. Значи, Кина, Русија, дел од веројатно некои држави од Африка, може би тоа е на цело континентално ниво, значи се здружуваат затоа што не сме да се дозволи ова повеќе понатаму да продолжи и до оне што е нели по совесниот дел од светот да се здружува за да се спротивстави на злото. Да. Така што и тука Македонија, бидејќи е искуственик во овие геноцидни, како да кажам, колатерална штета на судир, на големи сили, на големи интереси, нешто нели што со кое што не се водело воопшто сметка дека тука има луѓе и нации, народи што барем поради својата старост треба да се почитуваат и вреднуваат, затоа што обстојале и создале многу повеќе од ова што може со оружје и со војна. Ја гледам позицијата на македонскиот народ и на Македонија, значи не на ова официјална власт, што е сосема живее во својот нели монструозен реалитет. Да, не е легално. Да, и не може воопшто да биде дел од тие суштествени, позитивни промени во светот, што неминовно се случуваат во мигов додека зборуваме. Значи, во нашево време, веќе тие промени се случуваат. Само битно е кој ги разбира, кој нели ги осознал, кој се определил да биде дел од тие промени, а тие кои што не се дел, кои што не се определиле, тие секако дека ќе едноставно ќе завршат така, затоа што за нив со нивните методи нема иднина, затоа што сето тоа е со смртта поврзано. И затоа и оваа програма открива на менета баш за тие прашања да известува, да информира, да образува луѓе за тоа што се случува во светот. Македонија, иако е во средината на Европа, мислам, слушајќи тоа од вас дека многу не се запознати што се случува надвор од Македонија, туку се замајани со сите тие глупости. Тоа се глупости. Цело време ви го одземаат вниманието, наместо да планирате како сакате да ја видите Македонија, во каква Македонија
сакате вие, а и ние што сме надвор од Македонија, затоа што сме поврзани и доаѓаме често, си ја сакаме својата татковина, имаме роднини таму. Каква Македонија сакаме сите? Тоа е прашањето, да се истира и да се работи на тоа да се оствари малку по малку и земајќи ги во обзир сите други промени што се случуваат со БРИКС, со распаѓањето на НАТО, аболиција на НАТО, американците бараат на протестот тој што се одржа во неделата, аболиција на CIA, на тие нивни разузнувачки и така натаму, затоа што сметаат дека сувереноста на една нација или на еден народ мора да се почитува и мора да се почитува сувереноста на лицето, на индивидуата, не само на нацијата, туку на секое човечко суштество. И се вели овде во моите информации дека човештвото воглавно вели има убави, добри карактеристики. Не е тоа наслонето да врши насилие или злоупотреба, општо гледано. И дека американците не се задоволни, не се среќни со животот кој што, нели, тие патат во Америка и македонците патат во Македонија. И не е пожелно тоа воопшто, затоа што има начини. Ја спомнав Зелга Ларуш, тоест се извинувам незиното име, добро, Хелга, Хелга, таа е вдовица, сопруга на Линдон Ларуш. Линдон бил кандидат за председател. Меѓутоа, овие длабоката држава и сите тие CIA и не знам што таму, не му овозможиле, како што му направија на господинот Трамп, така и му направиле на Линдон Ларуш. Меѓутоа, тој како еден оратор, економиста, го направил тој план, нели, за доброто на американскиот народ, за да може да се развива, да твори, да живее слободно. И неговата сопруга Хелга Зеп Ларуш ја продолжува таа негова мисија, така наречена, и затоа и ја создала организацијата Шила Институт и е во таа политичка партија во Германија, иначе таа од германско потекло, а незиниот сопруг кој што е починат, Линдон бил американец. И тоа е тоа, дека таа всушност има поставено неколку принципи според кои може да се направат промени во политичкиот и сите други поредоци што се на живот, за да може и народот во светот да живее мирно и да биде весел, отколку да има војни, например, овие војни кои што се водат насекаде, кој знае колку држави се под окупација, вклучувајќи е Австралија, да не ви е чудно, Австралија е окупирана од Соединените американски држави. Овде, во централниот дел на Австралија, каде што е пустињата, тие имаат своји разузнувачки операции, згради, каде што никој не може да добие пристап и таму прислушкуваат цела Азија и понатаму ја прислушкуваат целата земјина топка, например. И тоа им го дозволиле властите во Австралија, кој знае колку години трае тој договор. И така да, и ние сме окупирани, и ние овде патиме, меѓутоа не толку колку што нашиот народ во Македонија пати. Посебно со тоа што ги имате тие што се незаконски присилно наместени на тие политички места и донесуваат одлуки кои што се уништувачки за нашиот народ. Да не спомнуваме тие сите договори и нивното однесување. Јас ви препорачувам едно нешто, нашите што не слушаат, а тоа е: не обрнувајте внимание
на телевизијата и на вестите што ви ги даваат постојано секој ден со тие бомби и секакви глупости и подписи и бугари и не знам што. Туку планирајте каква Македонија сакате да си создадете. Не може никој да ви го одземи тоа право. Овие кога и да е, ќе ги снема. Ќе ги снема или пак ќе бидат позади решетки. Така да со таа позитивна нота. Ана, повелете. Да, па ова беше многу убава порака, насока, што всушност ние и континуирано ја застапуваме и како народ во Македонија, значи секој оно што е на вистина доблесен представник на македонскиот суверен, а има такви многумина, мнозинството е такво, значи мнозинскиот некорумпиран народ, не само што има визија и чувство за тоа каква Македонија сака и како да постои понатаму во иднината и сега, нели, каква сака да ја има и во овај момент, туку ние настојуваме точно на таа вистинска позиција како суверен да ја проведеме, односно да ја воспоставиме вистинската демократија, значи со легитимните највисоки вредности демократски, значи со демократските механизми што како држава и како народ суверен ние и така ги имаме. Меѓутоа тие се злоупотребувани од страна на оние кои што ја имаат власта, за жал, односно не ја имаат од народот, тие ја узурпираат државата, ја почитуваа, ја изиграа волјата на народот. Значи, на тој начин, со тие демократски механизми, ние понатаму настојуваме да се бориме и да се избориме и да се воспостави вистинска демократија, што е на вистина како едно уредување, мощне, широка можност дава за заштита, за остварување и на индивидуални и на колективни права. Ние тоа го имавме во Устав, го имаме и се уште во законите, меѓутоа дел по дел со овие нели платенички политики се менуваат, амандмани се носат за промена на Устав како што беше и така натаму, меѓутоа свеста дека сето тоа е ништовно. Значи, според меѓународното договорно право, Виенската конвенција, се што е направено под притисок, со закана, под уцена, е ништовно. И треба едноставно да биде поништено, да се раскине сето тоа, какви да се и овие два договори, и други што ги спремаат, и не знам какви одлуки што се носат, тоа е против волјата на народот. И тука народот е на вистина достоинствен, на таков еден начин, демократски мирољубив, верува, и јас верувам лично, дека ќе се избориме, затоа што тоа е нашиот пат, нашиот начин. Значи, ние не сме голема, ниту воена, ниту империалистичка сила и така натаму. Не можеме да бидеме дел од тие полови, нели, мултиполарни, иако тоа е на некој начин, како да кажеме, мултиплицирање, да речеме, на биполарната, пак ќе постојат некои полови, нели? На моќ, меѓутоа ќе има некоја рамнотежа, некоја праведност, веруваме, така натаму. Меѓутоа, малите држави, нации, мали по површина, по број, меѓутоа не и мали по вредности, се тие кои што едноставно се показател колку постои вистинска демократичност во уредување или на глобално ниво, доколку тие можат на вистина да се живеат слободно, непречено, од никого не попречувани
да си ги остваруваат своите човекови права. Слободи, да. Како и обврски. Меѓутоа, тука народот македонски е навистина на тоа ниво се покажа. Може би не доволно во некоја поофанзивна, како да речам, политика или дејства, меѓутоа ова на подолг рок сметаме дека ќе има многу голема придобивка, затоа што се што македонскиот народ превзема и не признава, тоа ќе му биде едноставно таа добитна, како да речеме, добитна позиција за во овие глобални промени, како ќе се случуваат и како ќе се позиционира светот, македонскиот народ ќе си остане навистина доследен на своето огниште, на својата борба, на тие цивилизацијски вредности кои што едноставно ако не постојат, воопшто немаше ни до тука да постои човештвото. И тие се нашата надеж. Врз таа основа само може да продолжиме да се надградуваме и да се развиваме, инаку сето друго би било нехумано, нечовечки. Например, да те држи во, не знам, во затвор или да те експлоатира некој, тоа не е никаков развој. И тоа е осудено, едноставно секој народ го осудува таквиот пристап, така што големите промени веќе се почнати и ќе завршат по прилог на човечноста, затоа што големиот дел од светот е точно тој мирољубив, мнозински народ, односно популација, која што не сака веќе злоупотреба, не сака војни, не сака експлоатација, не сака насилие. Се она што го произведуваат овие, да речам, насилнички режими, тоа се под привес на демократија. Насилнички режим, да. Ана, да завршиме со таа тема и можеме ли да преминиме сега на другата тема, што ја планираме за вечерва, а таа е, јас би сакала да ве известам дека деновиве на една конференција во Австралија беше изложено намерното прикривање на смртни случаи предизвикани од инекцијата за COVID-19. Намерното прикривање смртни случаи предизвикани од инекцијата, слушајте добро, ве молам, намерното прикривање на смртни случаи предизвикани од инекцијата за COVID-19 од страна на австралиските регулатори беше обелоденето на серија конференции одржани деновиве во организација на австралиската партија United Australia Party, предизвика ударни бранови во јавноста. Председавачот на ова австралиска партија, господинот Клайв Палма, се вика тој, ја пофали храброста на здравствените стручњаци, имаше тука неколку доктори стручњаци, кои говореа на конференциите пред неколку илјади загрижени австралијани во Мелбурн, Сиднеј, Голд Кост и Sunshine Coast. Голд Кост и Sunshine Coast се наоѓаат во Куинсленд, додека Сиднеј знаеме во Нов Јужен Велс и Мелбурн е во државата Викторија. Осврнувајќи се на еден нов чланок од еден од клучните говорници, а тоа е прочуениот кардиолог доктор Питер Маккала, вие предпоставувам сте слушнале за доктор Питер Маккала, зашто тој многу пати зборуваше и препорачуваше лекови кои што се безбедни за да можат луѓето да се опорават од тој вирус. Господинот Пама рече дека изложеното е намерно прикривање од страна на TGA. TGA е таа организација која што го одобри, нели, привремено ја одобри експерименталната вакцина
треба многу да ги загрижи сите австралијани, вели тој. Доктор Макала пишува дека вака, и цитираме на англиски јазик, ова ќе го прочитам, за да нема недоразбирања. Вели, in an explosive set of public lectures, crowded halls filled with thousands of Australians learned from Dr. Melissa McCann, која што има квалификации како фармацевт, како исто лекар, и дури ова друга квалификација FRACGP, мислам, не сум сигурна што значи, главно има 3 врсти квалификации, who also holds a certificate, graduate certificate of allergic disease, that Dr. John Skerritt е тој што беше главен на Министерството за здравство. Тој е всушност службеник, нели? Тој не е министер, туку во бирократијата тој е тој што ги објавуваше сите тие локдаунс и сите тие вакцини дека треба се примали, не знам што. До кај бев сега. Who also holds a graduate certificate of allergic disease, that Dr. John Skerritt and the TGA had determined that several previously healthy young children died of COVID-19 vaccine induced myocarditis. Многу деца што ги лечела доктор Мелиса Маккан во Квинсленд, таа од Квинсленд, многу деца умреле, добиле myocarditis и умреле. Сега, redacted letters from TGA to Dr. McCann indicated these facts and an admission of willful concealment. Значи, тие прифатиле дека тоа го направи, дека децата умреле од COVID и дека тие го направиле тоа, нели, знаејќи дека има последици и покрај сето тоа дозволиле децата и дури ги потикнуваа родителите децата да ги вакцинираат. Во досето биле вклучени писма во кои доктор Маккейн и други доктори ја изразиле нивната загриженост, но исто така вклучени се и одговорите на доктор Скерит, тој што е од Министерството за здравство. Алармантен е фактот дека Скерит и TGA не сакале да ја известат јавноста за смртните случаи, бидејќи сакале нивната кампања на инекции да продолжи без никакви сомневања кај веќе истоштеното население, знаете, населението беше толку истошено, кое се соочуваше со безброј повреди, нели, последици од таа вакцина, а и попречености некои добија, а некои пак, нажалост, починаа поради повторните инекции, колку бустери не се сеќавам и колку варианти на тој Омрикон, Делта и така натаму измислуваат. Доктор Маккейн го покажа секое писмо, таа на конференцијата што јас ја следев во Мелбурн, ги покажа писмата што ги испратила до TGA, до овој тамо што бил одговорен на бирократијата, големиот број австралијани кои ги посетија овие конференции, доктор Маккейн го покажа секое писмо и определувањето на каузалноста со вињета на жртви еден по друг. Ги покажа сите тие писма за сите тие дечиња што починале како резултат на вакцината што ја примиле. Господинот Клайв Пама рече дека големиот број австралијани кои ги посетија конференциите посветени на пелцувањето или вакцините, јасно покажува дека тие се загрижени, зашто TGA ги прекршиле законите за јавна безбедност. Им честитам на сите кои учествуваа на конференциите, како и на храбрите здравствени стручњаци што ја споделија нивната експертиза, говорејќи за овие важни прашања во јавноста во Австралија, додаде господинот Пама, тој е председавач на партијата United Australia Party. Јас лично имав прилика да ја следам, како што спомнав, бев на конференцијата во Мелбурн во живо,
и да, имаше неколку илјадници луѓе присутни во Центарот за изложби и конвенции и го потврдувам тоа огромно всушност интересирање и учество на конференцијата. Во текот на конференцијата дознав дека во Австралија се прават подготовки да се превземи судска постапка во Федералниот суд во која ќе учествуваат, а досега се пријавиле 315 лица и на која може да им се придружат и други против властите и владата. Значи ќе ги тужат дека вакцината не била безбедна и за штетата што ја предизвикала кај луѓето, а и смртта исто. Главна улога во дезинформации биле неколку часописи. Ова го дознав од еден од говорниците на таа конференција и сакам да го споделам. Тој рече дека главна улога во дезинформациите биле неколку часописи од здравствената област. Може би ова не го знаат нашите слушатели и гледачи, јас не го знаев се додека не ги слушнав тие зборови од лицето, и тој вели тие заедно со медијата и фармацевската индустрија, доктор Кори, ова го рече доктор Кори, кој беше, тој соработува со доктор Макала, кој беше еден од другите говорници на конференцијата, извршиле измама од огромен обем во светот. Научниците кои се докажани, кои пишувале за нивните наоди, нели, нивни академски документи, тези и така натаму, не можеле да ги објават, им ги одбивале истите, поради тоа што се вршела, нели, цензура врзнец. Знаеме многу добро, само ни презентираа она што тие сакаат да ни презентираат, нивната агенда, и поинаку не можеше. Така да и докторите, научниците, специјалистите се соочувале со проблеми во врска со ова. Еден друг говорник по име Џон Лик образложи кои се комплексот на биоцеутика, вели тој, и ги именуваше истите. А тие се, и сега ќе ви спомнам што кажа тој на конференцијата, а тоа е војната индустрија на Америка и Министерството за одбрана на Америка, заедно со Рокафела фондацијата, Бил и Линда Гейтс, Светскиот економски форум, Велком Траст, така наречен траст, Џон Рокафела и Бил Гейтс заедно, после една друга организација се вика ГАВИ, што е Глобална алијанса за вакцини, и многу други организации. Истиот овој говорник рече дека вирусот COVID-19 бил произведен во лабораторија и им избегал од лабораторија во Кина, во Wuhan, и дека е gain of function вирус. Тој препорачува дека населението ширум светот мора да ги отвори очите и внимава предпазливо за да си ја задржи својата слобода на говорот без да биде да подлегни на цензури како досега. Државните власти не смеат да го кршат суверенитетот на индивидуата. Пак се враќаме, нели, на суверенитетот. Доктор Питер Макала, кој беше главниот говорник на таа конференција, рече дека е тоа едно здружение или синдикат чија цел е да го вакцинира целиот свет. И не само еднаш, туку многу. Според доктор Питер Макела, тоа е кривично дело на сите времиња, рече тој. И тој додаде дека инекциите не се безбедни, нити ефикасни и дека има лек за вирусот. Тој подвлече дека здравствената слобода на луѓето е поврзана со социјалната слобода и економската слобода. И во најновиот подкаст на доктор Џон Кембл на YouTube, доктор Џон Кембл од Велика Британија, посветен целосно на Австралија од пред еден ден, видовме 2 видеа во кои сенатори во Австралија поставуваат прашања и бараат одговори од властите и владата зошто во Австралија бројот на смртни случаи е нагло покачен.
а и покачени во други земји во светот и во Македонија, нели тие статистики мора да ги има. Препорачуваме да го погледнете подкастот на доктор Џон Кембл, тој е на YouTube од 22 февруари 2023 година, за да дознаете повеќе. Денес, пред да одиме во живо со оваа програма, исто така имав прилика да слушнам на независната медија наречена Redacted, во која објавија дека во Европа за прв пат во овие 3 години излегол во јавноста извештај за ковидот. Доста статистика во тие извештаи, не е лошо да се погледни, оти тоа е за цела Европа. И иако тој извештај кој што го подготвила и го разгледала независен истражувачки новинар Сонја Еладжа се вика таа, Сонја исто беше гостин на програмата Redacted, пред 2-3 часа, мислам, таа програма беше емитувана во јавноста. Има доста податоци кои што се гледа дека многу луѓе умреле или се разболеле поради вакцината. Но покрај сите тие податоци, не се сеќавам колку страници е тој извештај на Европската Унија. Европската Унија и Комисијата на Европската Унија се уште препорачуваат и ги лажат народот, членките на Европа и оние што не се членки, вклучувајќи и Македонија, дека е многу важно да ја примеле вакцината. Так. Да. Ете тоа во врска со конференциите што се одржаа во Мелбурн. Дури и си размислував пред да се одржи конференцијата во Мелбурн, дали ќе се одржи, затоа што властите во Австралија може да си најдат за згодно да не им дадат виза на луѓето како професор доктор Питер Макала и другите што дојдоа. Да го спречат да дојди, но не се случи тоа и можеше доктор Питер Макала да дојди во Австралија и да одржи такви предавања во тие градови и се разбира, предпоставувам сушност дека тој и во други земји патува и ги известува народот и дава предлози како да се тие што се вакцинирани, како да го одржуваат нивното здравје, со што, нели? И повеќе да не подлегнуваат на никакви вакцини кои што се препорачуваат од Европската Унија или од Австралија или од било каде, нели? Така е. Да, многу убаво си презентиравте, нема потреба да се дополнува, јако во многу прилики и во вакви емисии наназад овие години сме ги опфаќале овие тековни нели теми, особено што беше поврзано со ковид, нели, таа наметната пандемија и со самото незасновано на ништо, неоправдано, значи присилно терање да се вакцинираат луѓето, што е навистина тоа е кривично дело и треба да одговараат, значи со најстроги казни, да бидат казнети сите што го навидоа народот, го ставија во такви нели услови, каде што го приморуваат, дури замислете и децата, што и тогаш се кажуваше од тие совесни доктори дека можат да имаат срцеви проблеми, последици, нели, кај млади луѓе, и сега се потврди, значи тоа. И сега јас само мислам, ако треба ништо заклучно, би кажала дека ова ни кажува дека во се треба да останеме доследни, да бидеме како да речам, упорни, истрајни во нешто во кое што веруваме и кое што е навистина сме на тлото на вистината, за тоа што се случува и како треба ние да постапуваме во заштита нели на здравјето пред се и на сите други наши аспекти и права.
И се потврдува дека тоа што го зборевме како народ, што сите сакаат нели да го направат, не знам, заговорник, теорија на заговор, дека народот неоправдано смета дека тие вакцини не се тоа што го прикажуваат, дека таму во нив има некои супстанции што навистина не се за примање воопшто, а ни пак на ваков начин, се потврдува. Значи се потврдија тие што народот не беше експерт да ги истражува. Меѓутоа, здравиот разум, тоа што гледа што се случува и тоа што не треба нели да го прифати, му овозможи да остане навистина да се сочува. И сега се покажуваат резултатите, значи треба и во се понатаму она кое што цврсто стоиме, кое што е исправно, да достанеме доследни и со самото тоа нели ќе покажеме и ќе се докаже дека навистина сме имале право или тоа е начинот на кој што треба да се бориме. А за ова, за конкретно за вакцините, уште тогаш исто и доктори кажува, меѓутоа и народот, дека прво е проблематично каков е и што е тој вирус и дали е пандемија или само таму кај што се има тој пропуштено. Второ, бидејќи не е утврдено, значи не е поминат предвидениот рок, а тој е многу долг, 20 години, да се докаже, значи, оправданост, дејство за примена масовна на една вакцина, значи, а не ваков масовен експеримент, можеле да експериментираат доброволци, се пријавиле, 20 години нека експериментираат. И второ, значи, тие ја нудеа вакцината во замена на можноста со лекови да се, доколку се појави да се излечи, затоа што се покажа дека ефикасни лекови се оние што се антипаразитски, например, што се употребуваат долго на животни, меѓутоа и за употреба кај човекот, нели, еден од тие вермектин, што беше забрането да се воопшто, нели, стави во употреба за такви цели, па потоа донесе одлука дека може, а во Србија си уште, мислам дека остана тоа дека не сме да се употребува, значи под рака и така натаму, луѓето се снаоѓа. Значи, сето тоа, гледаме како паѓаат тие лаги, конструкции, значи, вештачки и се такво слично ќе падне. Само мора народот повеќе да биде информиран прво и второ, да се застапува за она што е исправно, во кое што тој интуитивно верува, дека може да биде полезно за него, а не нешто што му се нуди како такво, а мислам, за кратко време им ги скрати животите на многу луѓе, изумреа млади од ништо, преку ноќ, ненадејно, од срцев удар, од така. Значи, тоа никој не го истражува. А треба, веројатно треба и добро е што ова баш сакав да прашам за судски и точно е треба да се поведе судски спор, за тоа навистина да има тут како што треба разрешница и не само таму. И во светот веќе се превземаат, мислам и кај нас има случаеви кои што нели си бараат судска разбрска за таква недозволена примена на таа експериментална вакцина. И тука е нашата голема мисија што треба да имаме секој поединечно и како народ. Им благодариме на нашите слушатели и гледачи што не следеа, скоро сат и пол време како сме во етерот. Се надевам дека темите, што како што рековме во почетокот, се можни озбилни, меѓутоа се наоѓаме во такво време, мора да зборуваме, мора да се поддржуваме, да се помагаме, да се охрабруваме за подобра иднина на нашиот народ, на нашата татковина и на светот, на секаде во светот, каде што живеат луѓето. Уште еднаш благодариме на вашето внимание, благодариме на Ана Бобинкова Мијаковска за незиниот удел во оваа расправа.
како и секогаш, нашиот борец за права е филозоф, академик од Македонија. Се најубаво, ви посакувам здравие, бидете весели и само напред, со Господ напред, верба во нашата вера и во нашите способности. Сите заедно, сплотени, ќе успееме. Благодарам и вам, драга Силвана. Овие зборови се навистина нешто што инспирира и вие сте самата пример за тоа како со ведрина, со спокојство и со верба може да се позиционира една личност која што може понатаму со се да се справува во животот. We can do it. Да, точно. Благодариме се. Слушаме следниот пат во 20. Благодарам. И од четврток благодариме. Довидување.